Добро е пред јавноста да се види нервозата кај ВМРО-ДПМН односењето на законот за јавното обвинителство. Добро е тоа да се види. Колега Милошовски, вие ќе не зборувате за правда овде во државата? Имате образ? Вие, колега Антонио Милошовски, се најдовте повикан да ја штитите и да ја браните правната држава, која што вие ја уништивте. Па сега ќе правиме драмолетки, ќе пишуваме хамери. Чувајте ги, еден ден ќе ви требаат и хамерите. Колега Антонио, велите имаме бомби. Па што чекате, што не ги објавите? Што не ги поднесете до обвинителството? Поднесете ги до обвинителството, па нека се отвори случај. Не се веќе правосудните институции тоа што беа во ваше време. Па имавме можност да слушнеме, да. Токму вие како нарачувате лустрација, колега Милошовски. И вие се за правна држава зборувате. И ќе си одговарате за тоа. Колега Антонио, гледам деновиве од која почна целиот овој процес околу носењето на законот за јавно обвинителство, вие почнувате да менувате бои. Жолт, зелен, црвен. Колега Антонио, за мене, а и за јавноста, тоа е материјален доказ дека се плашите од криминал кој што сте го сторили. Мислам дека нема потреба во јавноста, колега Антонио, да зборуваме за разговорите кои што ги имате со компаниите Бетон Штип, со Езимит Штип, за реконструкциите, за купувањето на амбасадите. Свесен сте за тоа, гледам дека ми потврдувате. Колега Антонио, овој закон за јавно обвинителство ќе помине. Овој закон со сигурност представува своевидна борба на правдата наспроти криминалот. Тешко е, мачно е. Тероризирате, уценувате, провоцирате, се заканувате на овде наши колеги во собранието доколку го поддржат законот. Нема да ви помине. Нема да ви помине нити теророт, нити заканите, нити уцените. Република Северна Македонија, колега Милошовски, ќе биде правна држава и во Република Северна Македонија секој за кого во транспарентна судска постапка ќе се докаже дека сторил криминал, дека се огрешил пред законите, ќе си одговара со казна затвор, колега Антонио. Затоа те молам, немојте, не ви оди нити вас во прилог, да го узурпирате овој закон за јавно обвинителство, кое што конечно ќе значи крај на криминалот и криминалците во оваа наша држава. Благодарам.